Tinata je tvoje mesto, malo, ulica, dom. Ti odlučuvaš kakva će bide. Napravi go vistinski od izbor. Glasaj. Lokalni izbori 2025. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasute sni. Večno bija saka, postaja svoja, Skopje kaže mi. Dobro večer, во уште едно издание на овој пат Скопје ми е дома или дел од циклусот специјални локални програми на вистинска телевизија посветени на локалните избори 2025. За оние што не следат од самиот почеток на предизборната кампања, знаат дека два пати неделно во овој термин 18 часот и 15 минути Скопје ми е дома, изданието на Скопје ми е дома, кое што нели започна пред 2 години во малку поинаков формат, е резервирано за представување на дел од кандидатите за градоначалник на градот Скопје. Со мене и вечерва во студиото е мојата колешка Викторија Петровска. Вики, кого представуваме денес? Добро вечер и од мене, почитувани гледачи. Токму така, Скопје ми е дома и представување на кандидатите за градоначалник на главниот град. Денес со нас овде во студиото го имаме господинот Горан Марковски, или кандидат за градоначалник на Скопје од Независни заедно, а Независни заедно се Шанса за центар, Зелените за Газибаба и групација 389. Нема да должиме многу во најавата, ќе си го поздравиме нашиот гостин и соговорник, професор и декан на Градежниот факултет, господине Марковски. Ви благодариме што сте овде со нас. Благодарам ме покана, со задоволство. Обично независните кандидати ги прашуваме, па не само независните, меѓутоа најчесто кога станува збор за оние кои што го носат предзнакот независни, нели различни термини се менуваат, така барем тој термин го користи законската регулатива и некои тие самите милуваат да речат непартиски, надпартиски, поинакви и така натаму. Кој е мотивот? Предпоставувам дека вашиот професионален ангажман во струката на некој начин беше главниот поттик, меѓутоа и не мора. Нели, со самото тоа што сте жител на градот Скопје, веројатно околу себе, освен што критикувате, гледате и решенија. Секако. Не само жител, туку и роден во Скопје и својата цела детство, младост, заедно со Скопје сум растел, сум се радувал, сум тагувал, така што тоа е сигурно еден дел од мотивот. Знаењето, искуството што го имам собрано во текот на изминатите 40 на години работен стаж, ми дава за право да помислам дека можам да му помогнам на нашето Скопје, кое се наоѓа во една клиничка смрт, јас би рекол, и навистина му е потребна помош. Љубовта кон градот, како што споменав, и честноста, никакви заскриени намери, практично беа главниот мотив да се приклучам во оваа трка за градоначалник на Скопје. Скопје досега во овој изминат 3,5 деценијски период е, јас би кажал, измачувано и полека доведено во оваа незавидна положба. Иако ја употребиме емпиријата како една од научните норми и врз основа на искуството се обидеме да извлечеме заклучокот би бил следен. Во овие 3,5 децении со Скопје раководеа политичките партии, вака или онака, сами или со разни коалиции. Вториот заклучок е катастрофалната состојба во која што денес е Скопје. И сега од тие два заклучока, ако треба да се извлече еден генерален заклучок, е многу јасен кој го донел Скопје во ваква состојба. И затоа сметам дека независност, јас преферирам од сите оние можни варијанти што ги споменавте, зборот независен најмногу ми се допаѓа. Независен, стручен кандидат, пон со животно и работно искуство, дека е во моментов една најдобра терапија за нашиот болесник. Не ми земете за зло, меѓутоа она што ви падна на памет да се пошегуваме, се надевам дека ќе сватите како шега, бидејќи вашата потесна стручна специјалност е бетонот и арматурите на бетон, а во ова студио често се зборува против бетонизацијата, веројатно парадоксално
како некој кој што е упатен во бетонот, претпоставувам дека вашата стручност ќе употребите на малку поинаков начин. Да се вратиме на сериозноста, бидејќи времето тече, ова е ваше представување. Рековте клиничка смрт. Може да дадете аргументи каде е Скопје според вас, како што велите, мртво и како вие со кои мерки ќе го живеете? Па Скопје диша по инерција. Скопје живее по инерција. Во Скопје нема активност. Немаме цел, нема стратегија, нема развој. Јас барем не го гледам, а мислам дека и многумина ќе се согласат со мене. Оттаму, еден град, како што е Скопје, со околу 600.000 жители, да живее без план за визија, без еден документ за визија, како ќе се развие во минато, тоа значи дека тој живурка и живее од ден за ден. И гледаме каде тоа не донесе. Затоа сметам дека Скопје во сите сегменти, значи имаме откажување на многу негови процеси кои што практично не доведаа во ситуација сега во ова изборна кампања ние да говориме за основни работи кои што се подразбираат сами по себе, за кои што всушност не треба ни да постои некакво објаснување на тоа како ќе се справиме со ѓубре, со градски сообраќај и така натаму. Тоа требаше одамна да биде решено. И сега ние наместо да зборуваме за развој, наместо да зборуваме за дигитализација, наместо да говориме за воведување на вештачка интелигенција во сегментите на живењето на скопјани, ние зашто зборуваме? За справување со ѓубрето, со отпадот, за чист воздух кој ќе овозможи да живееме, затоа што ова што сега го дишеме е страшно опасно, тоа го кажуваат сите медицински извештаи, и се справуваме со недостиг на вода, основниот продукт за живот, значи со основните работи. Ние сега треба прво да потрошиме еден извесен период, да го надминеме овој кризен период, па дури потоа да зборуваме за развој на градот, односно да го приближиме Скопје кон европските метрополи. Токму загадувањето на воздухот, дивите депонии, ѓубрето и недостатокот од вода за пиење се и оние теми кои што ги опфаќате како независни заедно и секако вашата кандидатура. Имате ли конкретни мерки во изборната програма со што во првите 100 дена приоритетно ќе наставите? Секако дека имам мерки, впрочем јас излегувам од инженерството и инженерите, за разлика од другите, не само што треба да ги детектираат проблемите, туку треба да нудат и решенија за проблемите. Тоа од нив и се очекува, од нас се очекува. Приоритет е загадувањето. Особено што првите 100 дена влегуваат во зимската сезона, кога загадувањето е енормно. И оттаму прва работа со која што би се справил и би се зафатил е загадувањето. Загадувањето е во Скопје поттекнува од неколку извори: сообраќај, домаќинства, индустрија, депонии и градежништво. За сите од овие има одредени мерки. Сообраќајот треба полека да се трансформира во еколошки сообраќај, зборувам за градскиот сообраќај, значи електрични автобуси, електрични такси возила без исклучок, да се дестимулира користењето на сопствени возила. Тоа е она што се прави денес во развиениот свет, во развиените западноевропски градови. Не она што слушам дека се промовира: нови паркинг места, нови гаражи, нови булевари, проширување на булеварите и така натаму. Ние што правиме со тоа? Дел од нашиот простор, од просторот на човекот, им го подаруваме на возилата. И сега излегуваме големи мазохисти да себе си се жртвуваме за да на нашите возила им овозможиме поголем простор. Тоа за мене не е прифатливо. Тоа е денес застарен метод во европските метрополи. Значи, добро организиран јавен превоз со дестимулација на приватните возила, на користење на приватните возила, е голем удел во намаленото загадување на градот. Понатаму, за индустријата се знае, тука треба ригорозна контрола, филтри на оджаци, има или нема, тој што нема, да плати високи казни и да постави филтри, и можеби најсуптилниот, тука најчувствителен елемент од загадувањето се домаќинствата, кои што притиснати од сиромаштијата користат се и се што за загревање. Тоа нив им штети најмногу, но не можеме од тие луѓе да бараме да мрзнат зимно време, нели? Затоа што едноставно финансиските услови тоа не им дозволуваат да на поинаков начин се загреваат. Тука ќе бидат преземени две мерки, една краткорочна и друга подолгорочна. Не многу долгорочна, но средно долгорочна би кажал,
Краткорочната е поставување на оджаци, на филтри на нивните оджаци, со што би се редуцирало испуштањето на отровните честици од нивните грејни тела, а втората е приклучување во топловодната мрежа на градот. Жалосно е за град кој што има неколку топлани, да има населби кои што не ги користат топланите. И тука е градот, и не само градот, и општините, и државата треба да помогнат за да тие луѓе се приклучат, ако треба да им се субвенционира внатрешната инсталација, затоа што добиваме сите. Тие ќе добијат по-нормален живот, ќе имаат поздрава околина, затоа што тие се најмногу загрозени од загадувањето, а заедно со нив и сите ние. За депониите се знае лекот, што е апсолутна контрола на дивите депонии, значи да не се дозволи, денес барем постојат разни електронски средства за следење на состојбата во градот, да не се дозволи да се формираат диви депонии, веднаш да се реагира со помош на дронови, да се слика секојдневно состојбата и да се забележат евентуални промени, а оние што се веќе постоечки како што е вардариште, на стручен начин да се исчистат. За тоа треба многу пари, над 20 милиони евра, треба многу време, но друго немаме. Таа земја, таа површина треба да се деконтаминира, а после може да се пренамени за друго, па некако да се најде одредена одржливост. Така, изборната кампања е веќе почната. Предпоставувам дека сте и на терен помеѓу граѓаните, оние од кои ќе ја барате довербата, а меѓутоа, дали се разликува изборната кампања за независните од оние кандидати предложени од политичките партии и како граѓаните да бидат поблиски можеби до вашата изборна програма? Од друга страна, па другото прашање е доколку седнете на градоначалничкото место ќе треба да соработувате и со Советот на град Скопје, меѓутоа и секако и со централната власт како независна. Секако. Да, ова е првиот дел од прашањето, полесно ќе се одговори ако ме прашате дали има нешто слично помеѓу кампањата, можностите за представување на независните и другите. Само неколку примери ќе спомнам за да гледачите сватат за каква разлика се работи, за каква нефер битка се работи. Прво, во однос на доделувањето на финансиски средства од буџетот за политичко рекламирање, партиите делат околу 6,5 милиони евра за овие избори, од кои што независниот кандидат, како што сум јас, доби 700 евра на располагање за рекламирање во медиумскиот простор. Можете, впрочем, тоа и во медиумите се гледа која е разликата. Билбордите за независните кандидати, како што сум јас, се недостапни. Дури и сами да го финансираме тоа, се недостапни, бидејќи законската регулатива е таква да за нив можат да партиципираат само политичките партии. Друг елемент што е многу интересен, рокот за пријавување на кандидатите и листите за независните беше до 1 септември, ако не се лажам, а за политичките партии до 13 септември. Чому е таа разлика? Зошто е таа разлика? Нели, ако зборуваме за фер, демократија и така натаму, зошто да има одредена разлика во рокот на пријавување на едните и другите? И ред други работи. Значи, огромна е разликата, но тоа не значи дека ќе се предадеме, односно ќе се предадем. Напротив, тоа дава дополнителна енергија за да човек биде по-креативен, за да биде по-интересен во настапот и да најде начини како да се представи на најдобар начин со добри идеи, а без пари. Колку што и гледам спотовите на оние кои што добиваат многу пари во кампањава, не ми изгледа дека добрата представување е поврзано со многу пари. Така што независните се навистина обесправени. За едно демократско општество како што се прокламираме, мислам дека треба законот многу да се смени и да им овозможи на луѓето кои што сакаат да се вклучат и сакаат да помогнат на било каков начин за развојот на градот, за развојот на државата и така натаму, да биде битката порамноправна. Во однос на соработката со Советот и со централната власт, тоа е исто често поставувано прашање. Произлегува од она што ни се случуваше во изминатите 4 години. Од блокадата во соработката помеѓу градоначалничката и Советот. Меѓутоа, тие структури и градоначалничката и Совет и мнозинството во Советот произлегува од иста политичка опција.
тие едни со други се поддржаа при изборот, што значи дека не е никаква гаранција ако се и двата чинители од исто политичко миле дека соработката ќе тече, ако се работи за луѓе кои што немаат одговорност. Јас тврдам дека за човек кој што чувствува одговорност, кому приоритет му е доброто на градот и доброто на граѓаните, тој ќе најде разговор и ќе најде решение со било кого. Добри проекти, отворени проекти, отчетност во работата, отвореност не може да биде игнорирано ниту од Советот, ниту од централната власт. И убавината на владењето, раководењето со град Скопје е на возедничките проекти кои што треба да се компатибилни помеѓу централната власт и локалната власт. Како што е, например, градскиот воз. Одлична идеја која произлегува од централната власт, ама без партиципирање на локална, односно градската власт, локалната власт во компонирање на движењето на возовите, возниот ред со автобускиот ред на јавното сообраќајно предпријатие, таа идеја ќе пропадне. Сега, како да ви кажам, што е поважно? Дали да профункционира тоа или кој ќе излезе помудар во некакви политички надмутрувања? Уште еден момент или уште едно ниво на соработка имаме овде кој што го на некој начин се иззема, вие го начнавте во врска со примерот со возот. Соработката бидејќи град Скопје нели со законот за локална самоуправа посебна единица, како таква дури различна нели од сите општини, меѓутоа во рамките на територијата урбанистичка на град Скопје функционираат и општини, па околу таа комуникација со општините, како тоа го гледате, како го замислувате. Некои од кандидатите кои го носат презнакот независни предлагаа дури некакви системски реформи, поинакви решенија, законски и така натаму, што не зависат нели од вас или од локалните избори, меѓутоа дебатираме, ова е прилика да се отворат тие. Јас мислам дека Скопје во моментот нема време за чекање за такви системски измени. Дури да има добра волја помеѓу политичките субјекти во државата. Треба се делува вчера. Додека се донесат такви промени, тоа ќе помине пола мандат. Скопје, како што кажав на почетокот, Скопје дише на апарати. Значи, Скопје нема време за чекање за такви промени. Не, напротив, треба да имаме одговорни луѓе, добри проекти, отчетност во работата. Јас, искрено да ви кажам, не верувам дека некој би сопрал добар проект ако постои добра волја од едната страна, од двете па уште помалку. Уверен сум дека како човек што и физички гради мостови, бидејќи и предава мостови, и сте биле вклучени во минатото во одредени проекти, сум бил во многу проекти вклучен. Секогаш имало проблеми, ниеден проект не поминувал без проблеми. Секогаш требало процесот да се изменаџира, модерно кажано, да се најдат решение, солуции и така натаму. Јас сум уверен дека со добар искрен пристап не може некој да ги кочи процесите. Впрочем, што би бил вака еден дополнителен гарант за ова што го говорам. На веб страната на градот ќе бидат секогаш отворено поставени сите прашања на кои што се расправа. И ќе биде точно дефинирано, односно изнесено, кој за што се залага. Па сега нека одлучат граѓаните дали некој ги кочи процесите или не ги кочи. Во крајна линија, ако навистина се заглави процесот и дојде во прашање опстанокот на градот или нормалното функционирање, што преостанува? Градоначалникот да се заблагодари на довербата и да каже дека јас во овие услови не можам да работам, повелете ова се причините зашто се повлекувам, или да се распишат нови избори, па повторно граѓаните нека одлучат. Затоа што се е подобро од она што го имавме овие 4 години. Блокада, обстојување на своите позиции, статус кво на никакво ниво. Може една иницијатива за отповекување на градоначалникот додека не му заврши мандатот? Одговорен градоначалник нема да чека иницијатива. Самиот ќе се покаже. Тоа е дел од тоа што го споменавме како системски решенија, меѓутоа нели поаѓаме од тезата дека немаме. Точно, тоа држи. Малку е чудно да градоначалникот е заштитен 4 години, но повторно ќе кажам, одговорноста е она, јас ако некој процес стои и знам дека градот се гуши во смет, како може човек наутро се погледне во огледало? Веројатно бидејќи Јас тоа не можам да го сватам. Неговиот авторитет, кредибилност ја црпи директно од гласачите и тука е ама проблем со светските искуства, меѓутоа да, разбирам, меѓутоа личниот образот нема цена. Споменавте неколку конкретни проекти. Чинама е да почнеме од автобусите. Сето тоа чини пари.
Цело време го вртиме муабетот, нели, околу соработката со централна власт, со други извори на финансирање и така натаму, меѓутоа во оваа фаза предпоставувам дека не само што имате представа, туку веројатно имате и план од каде пари, дали има доволно пари во буџетот и како тоа сето би се програмирало финансиски. Буџетот на Скопје не може да се пофали со некои големи износи за да може да се купат автобуси. Сигурно нема сите, по некои проценки на Скопје му требаат 500 автобуси, но тука може рационализација да се направи. Не мора сите да бидат иста големина, затоа што имаме линии кои што се малку оптоварени, таму може да дадат помали автобуси со помала потрошувачка. Одржувањето на електричните автобуси е многу поедноставно отколку на моторните. Би се одело на оперативен лизинг. Значи оперативен лизинг, односно би се заедно со купувањето на автобусите би се обезбедило и нивно одржување со тоа што луѓето кои што веќе работат во јавното сообраќајно предпријатие ќе бидат вклучени во целиот тој процес, затоа што таму има луѓе кои што навистина си ја знаат работата и кои што можат да помогнат во овие процеси. Нема Македонија голем квантум на стручни луѓе за да можеме така лесно да се откажуваме од нив. Сето тоа е многу поевтино. Знам дека автобусите се скапи, околу 300.000 еден електричен автобус, меѓутоа постојат европски извори, постојат ИПА фондови, постои соработка со централната власт, но сето тоа е многу поевтино отколку здравието на луѓето. Не здравието како здравје само, туку и финансиски импликации што произлегуваат од загрозувањето на здравието на луѓето. Ние имаме 44 милиони и 300.000 дополнителни умирања во текот на годината само поради загадениот воздух во светски рамки. Тоа се страхотни бројки, тоа се страхотни трошоци, лечење, лекови, во болница, инвалидски пензии, отсуство од работа и така натаму и така натаму. Видете, не треба и човек многу да е мудар и да разбере. Нека види во оние поразвиените земји што се случува. Добро, и те имале такви процеси, нели, ова ваша идеја за остоварување на движењето на возила низ централно градско подрачје со тешки маки, градоначалници на многу големи светски метрополи ги воведува, дури да не речем губеа и поддршка од граѓаните поради некои такви непопуларни. И сега ние кога го знаеме тоа, зошто сега ние да го поминуваме по долгиот пат? Ако можеме попреку да одиме, бидејќи многу време изгубивме до сега. Споменавте вештачка интелигенција, дигитализација, ќе дојдат ли ваквите процеси наред после овие приоритетните, ете можеби дигитални алатки за комуникација помеѓу општинската администрација и граѓаните? Во програмата предвидувам воведување на така наречен мој агент со помош на вештачката интелигенција, алатка со која што на својот телефон секој граѓанин ќе може да добива информации кои што му се потребни, дури и да му ги пополнува документите кои што се потребни за аплицирање некаде. Ние знаеме дека денес можеме да пристапиме на веб страни, да пополниме документ, да испратиме, да побараме нешто и така натаму, меѓутоа голем дел од населението нема таква вештина да се снајде во сето тоа. И наместо да се измачуваат луѓето, да одат по шалтери, да чекаат, да бидат враќани и така натаму, вештачката интелигенција барем тоа го возможува. Значи прво со писмена, потоа и со усмено барање да и се каже на вештачката интелигенција што се бара и да го добиете веднаш одговор. Ова е проект кој го развивме со мој пријател кој работи во Соединетите Американски држави, мој другар кој работи во НАСА на проекти на развој на сообраќај и така натаму. И ова се докажани методи како може да се користи вештачката интелигенција. И тоа е меѓу првите работи што ќе го направиме, затоа што сакаме оние најтешки, најдодевни работи што граѓаните треба да ги прават, да им ги олесни. Во врска со ваквите нели технолошки иновации се поставува прашањето на двете страни на паричката. Од една страна се граѓаните, нивната едукација и така натаму, меѓутоа од друга страна е самата администрација во општините и прашањето колку е таа кадровски подготвена да се носи со некои такви промени, меѓутоа ќе се вратиме на тоа прашање малку подоцна, бидејќи сите сме сведоци по институции, нели некаде ги има и стари компјутери, некаде и не знаат да ги употребуваат се уште одредени да не преюдицираме сега луѓе кои што се повозрастни, да не ставаме такви возрастни категории, меѓутоа во секој случај вештачката интелигенција е можност која што ќе олесни. Јас би сакал пак да ве вратам на делот каде што
преге застанавме околу парите финансирањето, меѓутоа сега од позиција на граѓани. Споменавте филтри. И сега како граѓани би се прашал кој ќе плаќа тие филтрите? Дали ќе ме натерате со обврска законска да ме ставите во трошок, јас да си ги платам, или да се приклучам кон топлификација, или тоа ќе значи трошок за граѓаните, или тука имате план како општината ќе ги покрие? Градот ќе субвенционира, ако се приклучи државата уште подобро, како што сега и неколку години на нас заседаваат за клими, за и енергетска ефикасност. Се покажа дека нема некаква голем ефект тоа врз загадувањето. Значи, градот ќе им помогне на тие граѓани. Тие граѓани сигурно не горат иверки, гуми и слично, од што имаат мерак тоа да го прават. Тоа го прават затоа што се принудени. Сиромаштијата ги притиснала. И затоа е тука градот, државата да им се помогне на тие луѓе, а добивката е за сите. Така, јасно е, рековме здравие, знаете така како, екзистенција. Кога помагате во енергетска ефикасност, да, се помага и заедницата со помала потрошувачка на енергија, меѓутоа тоа е многу во помал обем отколку кога помагате да загадувањето се намали. Затоа што, значи, обврска не се тоа скапи филтри, воопшто не се скапи. Обврска би била на градот, би ја презел таа иницијатива, кој се приклучи, уште подобро да има повеќе соборци во тоа поле, меѓутоа учесници, граѓаните нема да бидат обврзани кон ништо. Финансиски тие што не можат, што се социјално загрозени. Исто и за топловодната мрежа. Огромна е добивката од приклучувањето на топловодна мрежа, не треба да се размислува воопшто дали ќе им субвенцираме подстаница и радиатори во неколку простории. Затоа што сите ќе добиеме. Ние се мислам дека малку и искрено да ви кажам и со леснотија го прифаќаме загадувањето. Дури не сме ни свесни колку е тоа опасно по нашето здравје. Се е навика. Да се вратиме пак на кадарот, тоа го реков подоцна затоа што сакав малку да го расширам контекстот во смисла на, значи не само општинска администрација, тука се јавните предпријатија и така натаму, се збораше за превработеност, се зборуваше за политизација и сега прашањето е на тоа прво од една страна колку администрацијата, вклучително јавните предпријатија со кои располага градот Скопје, е соодветна, стручна, компетентна и колку таа тежи на таа негативна страна нели на буџетот и од друга страна колку овие новини исто така кои што планирате да ги воведете, кои што се потребни, ќе најдат на терен прво кај вас дома, односно во градот дома, бидејќи прашање е колку актуелните нели капацитети кадровски со кои располага градот Скопје можат да ги употребуваат за ангажман на нови луѓе. Прво прашање нели имаме и дефицит како држава, од друга страна и значи дополнителен трошок. Токму тоа, мој агент е алатка која што практично ќе го премости ова јас за кој што вие сега говоревте. Значи барањата, пополнувањето, комуникацијата помеѓу граѓаните и кој да е во локалната власт, во било кој дел од администрацијата, практично ќе биде дигитализиран. И тука нема да имаме некоја голема потреба од некакви лични контакти со оној што е од другата страна на шалтерот. Нема ни да се видиме со него, а работата ќе ја завршиме. Токму затоа се воведува. Да, тоа беше прашањето, дали тој од другата страна на шалтерот ќе знае тоа да го прочита, да го вклучи. Затоа што по автоматизам тоа ќе отиде. Колку сме спремни да одиме работа со тоа ќе биде полесно од колку ова сега што ни се случува. Во моментов ние каква дигитализација имаме? Ние имаме дигитализација, аплицираме дигитално, ама истовремено носиме и документи во архива да ја архивираме. Не е тоа дигитализација. Токму ова што го говорам со мојот агент, ќе ни ги намали нервозите и стресовите и ќе го елиминира незнаењето на сите оние што треба да знаат во процесите. Точно така, имаме некаде превработеност. Јас би рекол неискористеност на кадри. Или несоодветни луѓе на несоодветно место на Значи на раководните места исклучиво стручни луѓе. Независно од партија, независно од вера, независно од нација, ништо, само стручни луѓе, одговорни кои си ја знаат работата. Ако нестручен човек дојде на позиција на раководен кадар во јавно предпријатие или во комунално предпријатие, на него 2 години му треба да ги научи по имите, да ги научи процесите. 2 години е пола мандат отишол. Значи, стручени луѓе, како што беше порано беше престиж да се работи во водовод и канализација. Мои колеги од Градежен факултет кои работеа таму,
беа колеги на високо ниво, со одлични студенти и така натаму и така натаму. На сите што се вработени во ќе им биде понудено да си ја заработат платата. На сите, буквално, затоа што луѓе ни требаат. Од нив ќе зависи дали тоа ќе го прифатат или не. И еден дел кој што сите го фаќаат, нели, на некој начин во програмата, бидејќи е констатиран како еден тренд на нашето општество, а тоа е, нели го споменавте попатно, дефицитот на кадри, тоа е иселувањето, не само на младите, релативно е тоа што се млади, туку на сите, има и возрастни луѓе со стабилни примања, со добро обезбедени работни места, кои што семејно онака напуштаат Македонија. Сите познаваме, имаме такви пријатели, блиски, соседи или роднини. Меѓутоа, младите како категорија, нели, се секогаш во фокусот, бидејќи тие се тие на кои што, нели, да не звучи сега патетично или како клише, меѓутоа припаѓа еднината, тие утре треба да го водат градот и во нивно име и за тие се смислата, нели, на сите идни вложувања. Каде се тие во вашата визија и во вашата програма? Практично заминувањето на младите од државата е најголем проблем на Македонија и на земји како Македонија. Тоа е еден изгубен капитал. Од секаков вид, дури ако сакаме и финансиски. Да, сме вложувале, образование, го стекнат образованието и му носат ги даваме без пари. Приходи му носат некому другому. И не само тоа, не само што нив ги губиме, туку тие ослободуваат простор кој што е пополнет со недоволно едуцирани. Тоа е може би уште поголемо зло за државата, затоа што се надоврзува со вашиот тие места треба од некого да бидат пополнети. И сега доаѓаат, што е, бидејќи нема конкуренција, се пополнуваат со послаба категорија. Во некои земји на Балканот се пополнуваат дури со кадри од странство, ќе навлеземе во една друга тема, меѓутоа и тоа е тема која што е. Да, апсолутно, тоа е веќе навистина друга тема. И младите ќе го имаат прво, еве, како да се обидеме да направиме се за да ги задржиме младите. Бидејќи денес, еве, јас и како професор на факултет гледам колку лесно се стекнуваат денес со стипендии на странски универзитети и така натаму. И добро е додат таму, ама да ни се вратат. Да стекнат искуство и да го применат тука. Тоа би било одлично. Да. Ама, за жал, многумина од нив остануваат таму. А леснотијата со која што денес се останува таму, затоа што и нив им требаат кадри. И тие се во криза со кадри, нашиве добро им доаѓа. Уште добро учени деца, супер. Она што треба да се направи, треба амбиентот да се подобри во средината. Еве, ако зборувам од име на градоначалник, значи амбиентот во градот. Да им се овозможи нормален живот, здрав живот, да не се жалат, да не ни бегаат со образложение дека воздухот е нечист, не можат да дишат и си одат поради тоа. Тоа е поразително за сите нас, како да ви кажам. Тоа е 10-0 сме изгубили. Или дека заглавиле 3 пати на шалтер некаде и велат бегај подалеку. Не можеле да, токму затоа се овијаваат ки. Или ни гинат по булеварите, зошто? Затоа што имаме булевари кои се направени со профили кои возможуваат да се вози 100 и кусур километри на час. И тоа некои неодговорни го злоупотребуваат и возат и го имаме она што го имаме. Значи да ги направиме безбедни, да им овозможиме качиња каде што ќе можат и да уживаат. Тука е и забавата. Значи, јасно ни е дека младите бараат и забава, младите бараат и културно издигнување. И во програмата ги предлагаме оние напуштени индустријски објекти што се во околината на Скопје, каде што нема стамбени единици, да се употребат за такви културни, едукативни, развојни центри на младите и забавни центри на младите. Таму да имаме до касно во ноќта бесплатен такси превоз, за да не ни возат младите пијани или под дејство на алкохол, за да ги спречиме тие негативни последици. Таму да не пречат на населението кое гласна музика, да. Гласна музика, никој никому да не пречи. Значи мораме да делуваме во сите сегменти за да тој млад човек свати дека му е подобро да остане тука отколку да оди во туѓина. Заклучуваме ние и со други соговорници дека впрочем проблемите кои едно време беа само на младите, односно сега се сме на возрастните или на другите во општеството, се всушност можеби најглавната причина, како што рековте, доверба во систем, во функционирање на институции и систем на вредности, веројатно, затоа што ќе останат таму каде што се ценети, вреднувани и почитувани. Ако гледаат дека ништо не се менува, и со изборниве процеси, имаме релативно мала излезност на младите. Да, и тоа ние го дискутиравме исто. Тоа е недоверба во системот. Зошто не излегуваат? Затоа што сметаат дека што и да гласат,
Некој друг одлучува, некој друг ќе биде истото. И затоа се борам јас, затоа што прв пат во Македонија се појавува, не сакам да звучам нескромно, не е тоа никој знае какво, не знам, големо достигнување, но прв пат во Македонија се јавува, во Скопје се јавува вистински независен кандидат. Ние сме имале така наречени независни, меѓутоа стално биле поддржани од партии. Јас не сум поддржан ни од едната страна, ни од другата страна, сум вистински независен и сметам дека особено за град треба да се оди со струка, не со политика. Затоа што проблемите во градот се поврзани со стручни проблеми. Не треба тука кој знае каква политика. Политика на државно ниво. Затоа што се уште политиката не ни е зрела доволно за да може да се справи со секојдневното работење. Ние под раководење денес политичко подразбираме сите структури околу себе да ги смените, да донесете своји сопартици или коалициони партнери. Од Скопје најзелена ни е политиката. Јас тоа велам, значи од зелено Скопје најзелена е политиката затоа што не е политичко, да, политички партии, повеќе партиски систем, демократија и така натаму, ама тоа не значи дека треба сите да ги сменам да бидат од моја партија без разлика на квалитетот што го нудат. Тоа е разликата во понудата. Тоа е еден од елементите кои младите треба да го почувствуваат, да сватат дека со знаење, со работа, со нивен личен напредок, Систем на вредност, дека мериторност. тој систем на вредности и дека утре ако се добри, имаат шанси да напредуваат. Од друга страна, тргнувајќи од вашата професија, предпоставувам дека во вашата изборна програма имате и некои мерки за подобрување на образованието на локално ниво, работа, иновација, исто така за младите. Истото што го зборуваме досега. Средните училишта се под ингеренција на градот, нема промена на директори по партиска линија. Тој директор што е добар и Колку ќе треба за сето ова да се промени во... Ако требаше едно 35 години независна Македонија, каде што една генерација остаре, а друга Мене ми е замина. целта да почне. Целта е недостижна. Секојаш целта се поместува напред и напред. Ама ние да тргнеме во вистинскиот пат. Ако успеам тоа да го направам со Скопје, јас сум завршил голема работа. Од овој слеп колосек на кој што сега се наоѓа Скопје, да го преместиме на колосек кој ќе оди во развој, јас сум направил многу за Скопје. Од друга страна, имате ли стратегија за вклучување на граѓаните во локалните заедници, во носењето на буџетот, да не бидат само гласачи, туку и да одлучуваат и... Да, има стратегија да се избори. направат консултативни тела од млада популација, консултативни тела од средна популација, консултативни тела од возрастна популација. Не сум толку голем популист па да кажем, еве сега ќе опрашам народот за што ќе каже, дали му се допаѓа ова за буџетот или ќе направам мојата програма врз основа на барањето на граѓаните. Не сум таков популизам, не можам да лажам. Сега како да ви кажам, и возраста ми е и онаму од каде што доаѓам не ми дозволува да манипулирам со Некогаш и обичниот граѓанин не е ни компетентен и не ги знае можностите, така што може зошто? да изрази само Именно, желба. ама зошто се бираат лидери, односно водачи, односно градоначалници, не за да носат одлуки. Сега, ако се зацкривам јас зад нели она што го сака народот, тогаш не треба градоначалник, тогаш ајде едно колективно тело нека има во градот и нека одлучува. Ќе си има консултативни тела каде што ќе се обработуваат и ќе се разгледуваат одредени прашања од нивен интерес. И тоа ќе биде и така и запишано и така би било доколку јас бидам избран. Но главните одлуки и одговорноста ќе биде на градоначалникот. Тој ќе биде одговорен ако нешто тргне удолу или заслужен ако тргне уверен. Предходно заокружувајќи го нели излагањето на претходното прашање, рековте да излеземе од оваа ситуација нели со термините што ги употребувате мртвило, клиничка смрт и така натаму, за да може да зборуваме за развој. Каде го гледате развојот? Ако имаме предвид дека претходно кажавте, не знам, дека на граѓаните не им требаат паркинзи, не им требаат нови сообраќајници и така натаму, а од друга страна имаме веројатно и досегашните параметри, како што вие велите, не треба да си многу умен за да заклучите дека Скопје допрва ќе се зголемува и бројот на жителите и допрва луѓе ќе се доселуваат и допрва ќе расте и ќе се развива и ќе има потреба од разни нели нови сообраќајници. Да се надеваме сите ги посакуваме нови инвестиции, посакуваме странски инвестиции, нови работни места, посакуваме туристички развој. Каде сето тоа го гледате прво и физички, како стручњак во кој правец, во кој географски правец би се развивало, а од друга страна и како тоа би го вклопиле. Да кажеме дека утре можеме да ги решиме сите овие други проблеми, каде е развојот на Скопје?
Јас имам амбиција да Скопје се развива, а за да знаеме во која насока треба се тоа Мора да планираме, секогаш мора да планираме. Значи мораме да имаме еден стратешки документ за визија на Скопје. Ние таков документ немаме и не само на Скопје, туку и на Скопскиот регион. Не можеме да говориме ние за Скопје, а да не ги земеме предвид околните населби, околните села, што се околу Скопје, затоа што голем потенцијал лежи токму таму. И се поврзани на И се некој начин, да. поврзани. Значи имаме ние еден многу интересен триаголник, многу потенцијален триаголник на источниот излез на Скопје, кој што е практично оддалечен од 4 града е подеднакво оддалечен, од Куманово, Штип, Велес, Скопје, и тој таму дел нуди огромни потенцијали. Во однос на туризмот се предвидува еден зелен појас, почнувајќи наречен 2М, почнувајќи од Матка, завршувајќи до Маркова река, одејќи преку Сарај, кеот на реката Вардар, парк шумата Газибаба и Маркова река, кој ќе биде збогатен со спортски содржини, на младите ќе им овозможи спортување, рекреација, а на сите нам ќе ни овозможи едно каче каде што ќе можеме да се релаксираме и ќе можеме практично да малку ги прочистиме белите дробови од она што го имаме во другиот дел од градот. Значи, развојот на Скопје според мене треба многу внимателно да се одвива, да се процени точно. Прво треба да се направи пресек. Во координација со општините, вие само примерот што го споменавте, 3-4 општини споменавте на таа трансферза. Не може без координација со општините. Например, еве Сарај, Ѓорче Петров ќе спомна. Ѓорче Петров е општина која што лежи на 3 реки. Треска, Вардар и Лепенец. Богатство. Ма тоа не слушам нека некој го спомнува како потенцијал. Матка е, например, бисер на Скопје. И се ние Матка не можеме да... Матка треба да ослободиме од секакви возила. Возилата да ни стојат на влезот на Сарај. И од тамо со електрични мини автобуси да стигаме до Матка и да му да се рекреираме и така натаму. Значи, според мене, ширењето на Скопје треба да се прави внимателно, многу внимателно, да се преброиме, јас велам. Скопје еден мал период да влезе во стендбај мод, да видиме каде сме, колку станови, какви станови, имаме ли потреба од ширење, има ли интерес за ширење. Се извинувам за дигресијата, и туристите треба да вклучиме тука, бидејќи не е мал бројот, а не сум сигурен дека имаме строга и точна евиденција колку туристи дневно протекуваат низ Скопје секој ден. Тоа е огромен број. Значи, ајде да ги Како жители зборувам, Апсолутно. тие преспиваат, тие се Ајде да ги развиеме туристичките потенцијали. Еве, ја споменав Матка како природна убавина, Старата чаршија. Тоа е бисер на Скопје. Мислам се, луѓе што се во таа област длабоко навлезени, кога доаѓале ќе ја видат Старата чаршија, се одушевуваат. Ајде да средиме Старата чаршија, да ги сочуваме старите занаети. Имаме занаети кои што не се на изумирање. Имаме она 24 часовна печка на правење на симит погачи во Стара чаршија. Зошто тоа да не направиме туристичка агенција, па секоја група што ќе дојде специјално да отиде да го проба тој продукт. Аквадуктот исто, една запуштена површина, еден историски споменик од римско време. Таа површина нуди многу што е околу аквадуктот, кај нас тоа е една дупка во која служи за депонија. Неисцрпен потенцијал го имаме ние, нели, дел опфатено и во нашите програми, кој што добар дел е посветен на Скопје, а посебно на културно-историските знаменитости и туристичките атракции. Ова со општините го споменав, не со намера толку детално да навлеземе, него во смисла на тоа дали ги следите програмите на другите кандидати за градоначалници на општините, во смисла на препознавање на тоа што преѓа го разговаравме околу потенцијалната соработка, бидејќи заедно со нив исто така треба да се работи и таа визија за Скопје која што ја споменувате треба да биде на некој начин интердисциплинарно донесена и координирано, онака. Ајде да не употребам консензус, бидејќи е невозможно. Треба апсолутно консензус не, ама низ диалог да се дојде до едно одржливо решение. Некој ќе попушти едно, друг ќе попушти друго. Тоа е животот. Но не сум поборник на тоа што го слушам дека ќе градиме катни гаражи на секој агол, а и имаме повеќе зелени површини. Едно со друго, ја не знам како може тоа да се разреши во исто време да градиме катни гаражи и зелени површини да имаме. Бидејќи колку повеќе гаражи, помалку се зелени површини. Градењето и генерално и ова што го имаме досега со катните гаражи, мислам дека е голема грешка, затоа што уништуваме во центарот на Скопје, например, уништивме многу скапи простори за паркирање на возила.
Секаде паркирањето е под земја во централни подрачја. Така, Дрежио, веќе ми најавува дека полека крај треба и сме. да заокружуваме. Ние на секое излагање од кандидатите и така им даваме на крајот и своја порака кон кон граѓаните, кон сожителите, кон оние кои ќе го дадат гласот за вас, кои ќе одлучат да ве поддржат, па повелете се една порака. Па сосема кусо. Би сакал да им порачам на моите сограѓани дека гласајќи за мене, ќе гласаат за себе и за своите деца. Господине Марковски, ви благодариме за времето и тоа што бевте дел од локалната програма на Вистинска телевизија. Ние беше задоволство. А ние се гледаме за некој час во истото студио во нашето Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно те ја сакам во своја своја, Скопје граде ми. Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025.